Добро вечер, за или против вечерва со мене Искра Коровешовска. Граѓаните сакаат нормален стандард, сакаат економски раст и владење на правото за нормално да живеат. Дали може Македонија тоа да им го обезбеди, како и клучното прашање е кога. Се разбира дека звучи општо, но како и да е, почнуваме прво со полокални проблеми и по микропроблеми, ако може така да се наречат, а секако дека ќе зборуваме и за внатрешната политика актуелна многу деновиве. Вечера во за или против се надавам на ваше задоволство особено. Советникот за меѓународна соработка во кабинетот на претседателот на ВМРО ДПМН и членот на Советот на град Скопје Стефан Андоновски. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Добро вечер, благодарам многу за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Андоновски, веднаш прво за локалните теми, како што впрочем и пред неколку секунди реков. Она кое што деновиве најмногу го лицка или иритира, можеби тоа е по прилагодниот глагол, е фактот дека градоначалничката соопшти на социјалните мрежи дека потрошила 30.000 евра за китењето на главниот град. На незиното последно интервју спомена и јавен конкурс на кој што е избрана фирмата која го кити градот. Вие како член на Советот сакам да ни споделите детали од објавата. Впрочем, ние како новинари не успеавме да дојдеме до конкурсот. Да речеме дека можеби не сме го виделе на јавни набавки или јавно објавен. Кога се објави конкурсот? Впрочем, дали прво се објави конкурсот? Кога и која е фирмата, како беше избрана? Во истото чудено видување кое што сте вие и целокупната македонска јавност сум и јас, а претпоставам и поголемиот дел од советниците, оваа тајност во постапувањето не е прв пат, и не е случајно, затоа што и ланската година исто во овој термин одеднаш се накити Скопје со некаква опрема, за која што исто така немаше податоци од каде пристигнала. Чисто да знаат граѓаните за процедурата, два начини се на кои што можете да обезбедите нешто да има во градот. Едниот начин е јавна набавка, и тоа е преку системот на јавни набавки или јавен конкурс, повик, преку веб страницата на град Скопје. Ниту на едниот, ниту на другиот начин тоа не е направено. И вториот начин е да имате донација од нека општествено одговорна компанија, или приватно лице, или физичко лице, или пак некоја правно, кое што би сакала да донира на градот. Но таа донација од најмала до најголема мора да помине низ Советот. Советот мора да ја одобри таквата донација. И оваа година, кога имаме некој вид накитување, иако тоа делува на вистина аматерско и многу од граѓаните се подсмеваат, а и минатата година тоа не беше направено. Ниту имавте конкурс на веб страницата, ниту имавте јавна набавка на системот за јавни набавки, ниту пак Советот изгласа донација од било кое физичко или правно лице. Само вака за еден пример, Советот има гласано на одлука за доделување донација на град Скопје од еден лаптоп. Еден лаптоп поминал на гласање на Совет. До сега во овие 2 години? Не, имаме многу донации, ама ви кажам најмалата, значи најситна да е донацијата, 200 евра да чини како донација кон градот Скопје, таа сепак во процедура мора да помине низ Советот на град Скопје. Ниту ланската организација на целокупниот настан, ниту годинешната не е помината во Советот на град Скопје. За оваа година има спекулации дека тоа се прави на преку некои ситни јавни набавки во рамки на јавните предпријатија, но никаква информација до Советот не е пристигната. И ова не зачудува, затоа што за една покрупна работа, која што следува следната недела, можам да кажам во вашата емисија не се дискутирало до сега, пристигнате предлог буџетот на град Скопје за следната година. Добро. Од информациите кои што ги имам во моментов е дека ниту една советничка група не е консултирана за буџетот кој што се движи околу 100 милиони евра. Значи 100 милиони евра буџет, планирани приходи и расходи за следната година, ниту еден збор не е комунициран со советниците, а по материјалите кои што ги добив не ги имаме ниту програмите, да видиме како тој буџет ќе се троши во пракса, по проекти. Имаме буџет во табели, по општи ставки, но немаме конкретно на кои проекти планираат да се трошат, а па таа точка за програмите е веќе на седница ставена, што значи ние немаме материјал за таа седница и тоа навистина е проблематично, затоа што покажува каква е некомуникацијата на градоначалникот со Советот на град Скопје. И тоа граѓаните го гледаат. Можеби го гледаат преку аматерска делка која што е поставена на плоштадот, но во суштината уште подлабока, затоа што за најклучните прашања Советот нема информација, а се бара од Советот да носи одлуки. Тоа значи што ќе направите вие следната недела откако ќе го добиете, предпоставувам, дента кога би требало да се дискутира или да се гласа или како и да е процедурата? Имаме можност за амандмани
и до минатата година Но дали имате време за амандман? советниците ќе се снајдеме. Затоа сме избрани од граѓаните, ќе се снајдеме, ќе имаме амандмани, веќе разгледуваме во кои области би биле тие амандмани. До минатата година советниците можеа лесно да поднесуваат амандмани затоа што гледаа каде се планира да се трошат парите конкретно. На пример, изградба на некоја улица во Карпаш. И сега вие ако сметате дека таа улица не треба да се гради, со амандман реагирате и сметате дека тие средства за таа улица во Карпаш ги префрлате за некоја друга улица, што сметате дека треба да се изгради. Во последниот буџет и минатата година и оваа година листата на проекти не е наведена, што значи дека ние немаме информација кои конкретно проекти градоначалникот ги планира. Може да се случи ситуација да ние предложиме амандман за проект кој што е веќе планиран од градоначалникот. Ретки се таквите, да бидам наискрен, нема премногу проекти, но сепак можеби таа навистина баш тој проект го планирала за следната година, ние не можеме да знаеме, затоа што никаква комуникација нема со Совет. Она што сакав да ве исто произлезе како дел од ова што го зборувате, а не сум баш многу добро упатена во однос на буџетите на град Скопје изминатите години како и да е, што значи ова 100 милиони евра? Најголем до сега, најмал, среден? Па станува збор за просечен буџет, не е екстремно голем, не е екстремно мал. Она што фрапира, вака од тоа што го анализирам, е се зголемувањето на долгот кој што градот Скопје го има, особено имајќи во вид дека не гледаме на што тие средства се потрошени. Зошто е деклариран тој долг? Особено ако се има предвид дека нема големи инфраструктурни капитални проекти во град Скопје, кои што се ингеренција на градот. Значи, тука сега веднаш може да стигне демант од град Скопје, да, ние го градиме Момин поток, да речеме. Клучката кај Момин поток или Качанички пат, но тоа се средства кои што владата ги префрла наменски за тие два проекта. Немаме крупен проект кој што градот Скопје го има во своја надлежност, кој што го реализира, а долгот е значително зголемен споредено со минатата година и тоа е нешто што навистина плаши, вознемирува и мислам дека граѓаните треба да бидат внимателни во овој дел. Ние ќе бидеме секако за седмицата. Така е. Кога ги споменавте проектите, таа тврди дека 450 реализирала. Кои се тие 450 проекти кои се реализирани во рамките на овие 2 години од страна на Даниела? Видете, ако ги брои сите гостувања во странство, патувања во странство како проекти и сите панел дискусии кои што ги има организирано или учествувала во државата или во странство, од панел дискусија во некое средно училиште некаде низ Скопје до панел дискусија за женско предприемништво, за учество во некои си поголеми панел дискусии, можеби така тие ги смета за проекти. Споменате ако се сметаат тие за проекти, ботаничка градина, нека ми простат сега не ми текнува на сите. Еве еден на пример проект мене секогаш ми паѓа во очи, тоа е проект 27.000 метри квадратни парк, нов парк, мега парк во аеродром. Сега бидејќи живеам таму, често шетам низ целата општина, ме интересира што се гради во локалната самоуправа. Јас нов парк не сум видел, искрен да бидам. Покрај, таа кажува дека е покрај булеварот Асном, таму зеленило и имаше и претходно неуредено зеленило, исто така толку неуредено зеленило има и денеска. Немате ново поставено некое парковско зеленило, особено не мега парк од 27.000 метри квадратни. Се спомнува и втор во Чаир, тој според коментарите и уште поголем. Тоа станува збор за делот помеѓу Чаир и Скопје Север. Исто така постоечко зеленило во форма на парк, со патеки, со клупи, уредено било и понатаму. Да, секако требало да се козметички да се досреди, да се додаде уште некоја клупа, уште некој детски реквизит или некој кошаркарски помал баскет терен, но тоа не е направено. И не може паркови кои што постојат да ги прогласувате за нови мегапаркови. Тоа е како да одиме во зоолошка градина и кажеме сега изградивме нова зоолошка градина. Таа е зоолошката градина, сите ја знаат која е, во очајна состојба и со животни и со внатре меѓучовечки односи, што значи дека јас немам видено некој поголем проект. Еве, може ќе ме коригираат граѓаните и во коментарите на социјалните мрежи, но навистина не знам некој проект кој што е реализиран вака крупен инфраструктурен, особено не во општините каде што градоначалничката доби најголемата поддршка. Газибава, аеродром и кисела вода. Во овие три општини јас не гледам ниту еден поголем инфраструктурен проект. Еве, нека ме коригираат граѓаните, ама еве, аеродром, ниту најмалата уличка која што треба да ја реконструира под нејзина надлежност Фрањо Клус, не е ни почнато. Не се ни планира да се овој простор ќе го искористам, лично сум засегната со улицата, односно булеварот Васко Карангелевски, каде што требаше да се постави сообраќајна сигнализација. Тоа е пред основното училиште Љубен Лапе, се чека на интервенцијата на следниот чекор од градот Скопје, но тоа не е направено. Еве, ова нека биде еден апел од мене како родител пред се и оние останати родители чии деца
учат токму во Љубен Лапе, чекаме сообраќајна сигнализација бидејќи сериозно е опасно таму движењето. Како и да е во однос на овој делот со проектите, ова сето што го наведувате, меѓу другото таа тука би завршила и со темата градоначалничката на Скопје, бидејќи имаме други теми за разговор. Таа меѓу другото наведе и дека има сериозни коченици во однос на проектите кои сака да ги реализира или имала план да ги реализира согласно програмата, благодарение на здружената игранка меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, таа така вели, и дека тоа е некоја чудесна коалиција внатре која спречува да ги оствари незините проекти. Меѓу другото, посебно го нагласува и делот со субвенционирањето за тротинетите. Вели дека го спречуваат како советници субвенционирањето за купување тротинети од страна на скопјани, како и да е, иако тоа беше нели соломонското, едно од соломонските решенија на Шелегов за против загадувањето, за по нормална циркулација на луѓето низ градот. Го сопирате овој проект и зошто? Прво, сопираме други покрупни проекти за кои што има сериозни сомнежи дека може да се случи нетранспарентност и криминал. Првиот и сегда кажуваме не се криеме од тоа, го стопираме кредитот со кој што се вели дека ќе се набават автобуси. И тој кредит е затоа што стопирањето на тој процес е затоа што таа ниеднаш не дојде, што е законска обврска пред да земе кредит, да во проспект напише и објасни што ќе се набавува со тие средства кои што сака да се земат како кредит од страна на градот Скопје. Какви се тие автобуси, ќе бидат на газ, ќе бидат електрични, ако се електрични, каде ќе бидат полнењата на тие автобуси, ќе се тротинети мислите? Не зборам за автобусите право. И ние овој проект, кој што е голем, навистина крупен проект, ние го блокираме свесно неколку пати, затоа што во ниеден момент не се обиде да објасни на советниците што е стратешкиот план како да стигнеме до квалитетен навремен превоз. Ако квалитетен навремен превоз значи купување на 10 нови автобуси, дали тие треба да чинат волку колку што таа смета дека ќе чинат? Буквално со една реченица се бараше од нас да изгласаме нов заем за град Скопје, во исто време кога знаеме дека град Скопје има сериозен проблем да си ги намери обврските кои што ги има. Што се однесува до тротинетите, лани беше многу задоцнат процесот на набавка на субвенционирање на тротинети. Неколку пати паѓаше системот за субвенционирање на инвертер, за инвертер клими, па не се знаеше кој добил, како добил, кои се критериумите. И затоа оваа година, немајќи доволно информации, не дадовме поддршка на овој проект. Се надевам дека работиве нема да бидат онакви какви што се досега и дека барем дел од проектите кои ги бараат и очекуваат скопјани ќе можат да ги реализираат, се разбира ако сето тоа биде транспарентно и ако биде отчетно изнесено како ќе се трошат парите на граѓаните, како и да е најавивте дека следната недела овда за овие кои сега се гледачи кои сега се вклучуваат, следната недела го очекувате намаса буџетот за кој што практично не знаете за кои конкретно проекти би требало да се однесува, односно можеби имате амандмани, но се уште не знаете како планирала или испланирала градоначалничката да ги троши парите, значи тоа ќе биде интересно да се следи следната недела. Одиме со темите кои се деновиве исклучително актуелни, кои деновиве како се наближува терминот за отпочнување на мандатот на онаа техничка влада стануваат уште почести во јавниот простор. Имено јас би почнала со делот на она што следеше како реакција од јавноста после пораката на американскиот помошник државен секретар на САД за Европа и Евроазија Џејмс О'Брајан. Ако се служувате, тоа е во интервју за 360, тоа е можеби единствената досега на таков начин искажана порака од висок функционер, особено од една таква држава која што важи за сериозна авторитативна на балканските простори, особено и во Македонија. Значи САД. Прашањето е изјавата за оние кои не ја знаат, еве би ја парафразирала Кусо, со други зборови вели дека ајде еве ќе ја прочитам. Алудирајќи на Христијан Мицковски, на лидерот на ВМРО ДПМН, вели има понуда на маса. И ако сакате да знаете за некого кој е и како ќе постапува кога ќе биде на власт, видете како ќе реагира на таа понуда на маса. Ако тие велат на многу јасен начин, еве алтернативата и верувам дека таа е прифатлива за другите, тогаш можете да процените дали сте во право или не. Ако велат имам подобра понуда, но нема сега да ви кажам што е, тогаш тоа е личност од која не би купиле ниту автомобил. Лично сметам дека како новинар во сите овие години додека следам македонската политичка сцена, ова е можеби
една од највулгарните настапи за еден странски фактор. Мислам дека речникот ниту доликува, ниту треба да биде таков. Сепак во оваа држава граѓаните одлучуваат за кого ќе гласаат, кој им е фаворит, се мери пулсот на народот, па на основа на тоа се водат политиките и се носат одлуките. Но впечатокот на дел од јавноста е дека еве Америка не стои за ВМРО ДПМН, не го поддржува Христијан Мицкоски, во таа конотација се движат работите. Дали е ова вака? Дали САД се поддржуваци на ВМРО ДПМН во моментот или не? Би одговорил дека Соединените Американски држави со години се стратешки партнер на Република Македонија и поддржувач на Македонија во пракса. Тогаш кога некои од државите дури од Европската унија ни го завртаа грбот во неколку наврати и финансиски со поенти, САД беа партнерот кој што излезе на терен и помагаше и во финансиски средства и како агенција за поддршка USAID, Американската амбасада и навистина имаат бројни проекти. Во оваа изјава јас насетив нервоза кај странските партнери, кај пошироката меѓународна заедница, затоа што не е само оваа изјава. Ја имам изјавата и на холандскиот амбасадор, изјава и на американскиот амбасадор пред и по оваа изјава. Холандскиот амбасадор беше повеќе критика за власт. Таа нервоза потекнува од една работа, а тоа е дека предолго меѓународните партнери го поддржуваа СДСМ. И тоа многу активно и посветено го поддржуваа СДСМ. Затоа што веруваа на лагите првенствено на Зоран Заев, а потоа и на Димитар Ковачевски. Лагите кои што беа борба против корупција, високите случаи на корупција од претходната власт ќе бидат разрешени, тоа беа нивните ветувања, висок животен стандард, владење на право, практично сите оние лаги кои што ги кажуваа во македонската јавност, ги кажува и во меѓународната заедница. Само дозволете ни ние да станеме власт, беше коментарот, и ние сите овие работи ќе ги испорачаме, плюс ќе потпишеме каков сакате договор кој што ќе ни го ставите на маса. И со Бугарија и со Грција. Единствено што тие испорачаа како влада беа овие два договори. Договорот со Бугарија, договорот со Грција. Без при тоа да ја консултираат македонската јавност дали таа е подготвена овие договори да ги прифати. Дали барем во недоумица па треба да се дообјасни за да ја прифати. Не, воопшто не ја консултираа македонската јавност, ги потпишаа договорите, зошто? За да добијат wild карта да можат да крадат и да бидат корумпирани сите овие 6 години. А заради таа wild карта, сега нашите меѓународни партнери се изнервирани, фрустрирани. И мислам дека оваа изјава потекнува токму од таму, затоа што почитуваниот гостин, затоа што е гостин во Македонија, си дозволил да коментира некои работи, ми се чини на прва и од таа нервоза. По состанокот со претседателот Мицкоски со раководството, мислам дека неговите ставови не беа баш исто такви, но времето ќе покаже какви се. Нас таргет ни се граѓаните, особено граѓаните на следните избори. Затоа што ние сакаме да испорачаме решенија кои што на граѓаните ќе им значат и ќе им ги разрешат клучните проблеми. Не се сеќавам дека истиот гостин, например, не праша која е понудата и зошто би гласале за ВМРО ДПМН во дигиталната трансформација на општеството. Зборувате за средбата која си имавте, да. Која е понудата, например, никој не прашува како ВМРО ДПМН во областа на стабилизирање на финансиите. Дали ќе озголемиме државниот долг или ќе го стабилизираме во делот на инфлацијата, која што ги јаде граѓаните, во делот на ниските плати и пензии, во делот на немањето можности за млади и екзодусот на млади. Најголемиот проблем кој ги прашате граѓаните денес се ниските плати и екзодусот на младите. Но никој од тие меѓународни партнери нас не прашува што ќе правите по овие прашања. Единственото прашање е за Бугарија. Ние за решавање, за наминување на спорот со Бугарија имаме план. И тој план ќе го изложиме во програмата за избори на следните избори. А во овој период, во целиот овој период, дававме конструктивни идеи на владата. Не треба да потсетувам македонската јавност. Наш беше предлогот да преземеме хрватската преамбула, по хрватскиот модел. Наш беше предлогот да дозволиме одложено важење на уставни промени со кои што би се вклучиле бугарите во уставот во моментот кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Ве прашуваат ли на средбите? Секако дека не прашуваат и секако дека овие три планови кои што ние ги имаме. Едното е гаранции, второто е одложено дејство и третото е хрватскиот модел. Ние секако ги кажуваме, но ќе ни дозволат прво да им се обратиме на граѓаните, затоа што меѓународната заедница беше таа која што го спаси СДСМ пред 2 години да не падне во опозиција кога паднаа од локалните избори. Дали тоа е можно и сега? Сега одиме на избори. И на тие избори ние ќе излеземе со сериозна понуда за клучните прашања. СДСМ? Не. Знаете зошто? Затоа што можете да спасувате некој ако е блиску со резултатот до вас. Но овој пат резултатот ќе биде, јас сум убеден, многу блиску до 2:1 во пратеници.
Не можете да измислите 30 пратеници да им ги поклоните на СДСМ за да биде повторна власт. Како да се убеди народот дека не е важна, односно не е најважна поддршката од странските фактори, туку дека моќта е во самите нас, во секоја една единка во оваа држава, во секој еден граѓанин. Зошто недовербата кон самите себе си е толку силна наспроти довербата или еве величењето или можеби авторитетот на меѓународната заедница? Ова прашање многу често и сам се го поставам. И одговорот е комплексен, но лежи во тоа дека македонскиот народ доживува премногу разочарување. Например, никој не го праша македонскиот народ дали сака да се воведе привремената референца ФИРОМ. Па таа се воведе, без да оди на избори, без да оди на референдум. Никој не праша дали сака да се воведе, да се промени знамето од звездата од Кутлеш во новото знаме. Никој не ги праша дали го сакаат Охридскиот рамковен договор. Никој не ги праша дали ја сакаат новата територијална организација. Никој не ги праша дали ја сакаат промената на името, таква како што, односно ги праша, уште пострашно. Ги праша и отидоа спротивно од тоа што граѓаните го одговорија и финално никој не ги праша дали се согласни дека уставот сега треба да се менува и на овој начин без било какви гаранции дека било кога ќе имаме шанса да станеме дел од Европската унија. Тие константни разочарувања од политичарите, кои што ни се случуваат 30 години, и тука не амнестирам никого, ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМН, ниту било која друга партија, на граѓаните им дадоа чувство на апатичност и чувство дека нивниот глас воопшто не е важен. Не е важно дали јас ќе гласам или нема да гласам на овие избори, резултатот ќе биде секако таков каков што ќе биде, како што ќе посакаат некои други. Зошто? Затоа што имам искуство дека последните 30 години тие прават како што сакаат. Ние со ова што застанавме многу цврсто на ставот кој што граѓаните го застапуваат, мислам дека покажавме дека може да се опстои и на ставот дека ако граѓаните сметаат дека кикс не треба да се прави или не треба да има отстапки без никакви гаранции, ние тоа нема да го направиме. И можам слободно да кажам дека планот кој што го имаме, а веќе работиме активно на програмата и во овој дел, не е план кој што ќе ги предаде граѓаните. Ние ќе излеземе со многу конкретна платформа во ова прашање, кој што ќе значи решение кој што го зачувува достоинството на граѓаните, дава гаранција дека ќе станеме членка на Европската унија и само тогаш можеме да одиме напред со било каква промена на уставот во делот на прифаќање на нови малцинства во уставот. Доколку овие услови не се исполнети, ние воопшто не би биле подготвени да правиме промени на уставот. Ве молам уште еднашка за тие кои можеби не разбраа добро или кои сега еве го вклучуваат телевизискиот екран, кои се опциите за соочувањето или решавањето на условеностите, односно уцените од Бугарија постизборно, доколку ВМРО-ДПМН не предводи владата. Значи на тема уставните измени. Кои се опции? Суштински тие лежат во гарантирањето на пристапувањето на Македонија кон Европската унија. И второ, гарантирање на добри меѓусоседски односи од страна на Бугарија. Се додека ја слушаме Марија Габриел како сегашен вице-премиер, а утре премиер на Бугарија, која што каже дека стои зад одлуката на собранието во Софија, која што вели не постои македонски јазик, измислена во 45-та. Не постои македонски народ, измислена во 45-та. Тие немаат своја историја, тоа е бугарска историја и ние сме еден народ разделен во две држави, ние не сме подготвени да правиме никакви промени во рамки на Република Македонија. Кога ќе видиме гаранции дека ние стануваме членка на Европската унија и кога ќе видиме добри меѓусоседски односи од страна на Бугарија, а тие можат многу лесно да се направат со прифаќање на пресудите на Судот за човекови права од Страсбург, ние би биле подготвени да правиме чекори во насока на прифаќање на бугарските барања. Затоа што односите меѓу соседите, луѓето треба да разберат, се односи на двонасочна улица. Меѓународните односи се базирани на интереси. Ако интересите ви се взаемни, тогаш мора да направите заеднички чекори во таа насока. Не може едната страна секогаш да доминира и да бара, а другата само да испорачува и да биде како помали угнетен партнер. Тој синдром на самоуништување, синдром на мала вредност, ни го наметнуваат политичарите последниве 6 години. Ние сме подготвени да раскрстиме со тој синдром. Ништо послаби не сме ние како македонци од било кои други соседи. И ниту па било кој од Европа. Кога можат нашите ракометари, нашите музичари, нашите уметници, нашите писатели да бидат најдобри во Европа, нашите IT инженери да бидат најпосакувани во Германија, нашите медицински сестри и лекари да бидат најпосакувани во цела Западна Европа, зошто па тогаш треба политичарите да бидат послаби од политичарите во Бугарија или во Западна Европа? Не сакам да го прифатам тоа. Ние сме доволно квалитетни, доволно писмени, сме се едуцирале по Европа и по светот, да не дозволуваме да бидеме инфериорни во политичките односи меѓу народите. Точно е, ние сме мала држава. Ние не сме Америка. Ние ги немаме ресурсите кои што ги имаат другите држави. Нема тоа може да биде предност. Но тоа не значи дека ние не можеме да имаме мала, флексибилна економија и да бидеме вратата на Европа. Но ќе бидеме вратата на Европа само со достоинство. Да не забораваме. Ќе ни се случат пак некакви си кризи како што се случи 2015. Ќе браниме Европа од Европа.
Ние во 2015 браневме Европа од Европа. Затоа што на границата во Гевгелија мигранти нерегистрирани не влегуваа од Сирија. Влегуваа од Грција, членка на Европска унија. Влегуваа од Бугарија, членка на Европска унија. Ние ги регистриравме, па ги испраќавме кон север. Сериозно, таму ја браневме Европа од Европа. И кој ни помогна? Чешка, Словачка, Унгарија, нашите партнери од Европска унија. Но ние покажавме тогаш сила и рбет. Таква сила и рбет ќе покажеме во слични кризи и во иднина. Ние сме подготвени, но сепак треба да дојдат политичари кои што имаат авторитет, кои што имаат свој личен интегритет и име и презиме. А кои што нема да дојдат само затоа што некој како импланти ги донел и ги насадил на нивните позиции. Ја споменавте Габриел, овде е само кусо пред да одиме со рекламите. Вака како што јавноста е исперцепира нејзината последна порака, дека внесувањето евентуално на бугарите во уставот нема да биде последниот услов, односно последното барање нивно, не го доживеа така власта. Значи власта не смета дека тоа така звучало од Габриел. Напротив, Ковачевски на една од трибините која всушност се однесува за убедување на македонската јавност за тоа колку е одлична Европската унија, впрочем, иако над 80% од нашите граѓани се за влез во ЕУ и точно знаат што значи европската стандардизација, но не се, најавува од трибината во Прилеп Ковачевски двојна победа на предстојните избори и дека тие ќе бидат референдумско изјаснување за европската иднина. Ме интересира од каде го црпи оптимизмот вие како човек, како го гледате? Еве ова. Таа самоувереност е сериозно звучи. Сериозно звучи затоа што доаѓа од човек кој што никогаш во животот не учествувал во избори. Никогаш во животот не тропал на врата на некој граѓанин да му каже: "Ве молам, гласајте за мене, ова планирам да го реализирам, ова сум јас како човек и ви ветувам со оваа моја програма, со оваа мој настап денеска дека јас ова ќе го испорачам." Тоа доаѓа од човек кој што нема појма што сакаат граѓаните. Односно, не само што нема појма, туку не го интересира што сакаат граѓаните. Само ќе направам една мала паралела. Неговиот близок соработник господинот Пендаровски 2 дена пред самитот на Европската унија јавно изјави дека сигурно нема Украина, Молдавија и Грузија да добијат пат напред за преговори. 2 дена потоа беше демантиран. Ако ја погледнете неговата изјава, тој е 100% убеден во тоа што го кажува. Тој рече дека Македонија е религиозна држава. Тој фантастично лаже, ќе бидам многу директен. Зошто? Затоа што тој нема контакт со реалноста. Тој нема контакт со обичниот народ. Тој не видел дека обичниот народ не му е во топ 10 приоритети во животов бугарите во македонскиот устав. И не го интересира. Затоа што вајлд картата да влада е на Димитар Ковачевски, на падната влада, на 60-60 во собрание, му ја даде меѓународната заедница. И единствено барање на меѓународната заедница беше да го испорача ова со бугарите. И он тоа до пола го испорача. Не го интересира дека тој нема поддршка во собрание. Тој лажал кај стасал. Ние имаме информации дека тој одел по амбасади и кажувал дека што туку не гласале сите 10 или 12 пратеници од ВМРО ДПМН. Партан Груби излегуваше во јавност со најголема убеденост и кажуваше сигурно пратениците на ВМРО ДПМН, европско крило, проевропско, проатлантско крило ќе гласаат за уставните промени. И луѓето звонеа, пишува пораки, случајно немојте да гласате, дали ќе не предадете, дали сте предавници како и овие. Значи тие прашања, пораки ние ги добивавме. Што се случи? Времето докажа дека тие брутално лажеле. И сигурен сум, немам никаква дилема дека времето ќе покаже, блиско е април, ќе покаже дека и ова е уште една брутална лага која што случи за задоволување на апетитите или на интересите на ушите на тие малкумина кои што се околу него и сакаат тоа го слушаат. Стефан Андоновски, почитувани вечерва во За или против, правиме многу куса пауза за реклами и се гледаме за куса време. Добре дојдовте назад во вториот дел на За или против вечерва со Стефан Андоновски, советник во кабинетот на Мицкоски во ВМРО ДПМН и советник во град Скопје. Дискутиравме на почетокот за локалните теми, влеговме и во политички дебати, се разбира на нашиот YouTube канал за 1 или 2 часа по завршувањето на емисијата ќе можете целата да ја погледнете, а ви благодарам на оние кои сега се вклучувате. Андоновски, вака од прилика некако би можела делумно да се опише ситуацијата наша, моментална како држава. Например, на 5 месеци до изборите, владата прави, ги споменавме, кампањите да не убедува колку е добро во ЕУ, изгласуваат антикризни мерки каде што се дели известна помош за одредени категории на граѓани, што е се
освен помош, тоа е мизерна финансиска некаква надокнада, која што личи на се апсолутно, ама не на помош, повеќе и највеќе наликува на предизборен подкуп. Понатаму одлучија дури нови работни места да отворат во државните институции, значи станува збор за безмалку 1000 огласи во моментот. Значи предизборен подкуп по сите дефиниции. Ја споменавме корупцијата, која е исклучително длабоко и високо позиционирана во државава. И сега сето ова е неказнето, си течат работите. И имаме скриена амнестија со измените на кривичниот законник. Само да дополнам точно така, со кое што се овозможува неказнивоста и тоа популарна состојба наша за жал. Знам дека ќе речете дека по промената на власта ова е можно да се надмине, можно и се корените промени. Зошто да верува граѓанинот дека е можно? Граѓанинот треба да верува дека ние сме поразлични од другите. Зошто сме поразлични од другите? Прво затоа што е една нова генерација со една нова енергија во ВМРО-ДПМН, која што научи од грешките и позитивните аспекти на владењето на ВМРО-ДПМН предходно. Дел од нас биле на некој начин вклучени внатре во институциите, немале раководни позиции. Дел од нас воопшто не биле вклучени, однадвор ги гледале процесите, но свесни сме дека вака не може понатаму да функционира, затоа што нема систем. На Македонија недостасуваат системски решенија, затоа што целокупниот систем е разјаден и не функционира. И во исто време оваа генерација покажа, особено во општините овие 2 години, дека со многу кратки ресурси, со сериозни притисоци од страна на власта, со блокади од сите страни, со немање пристап до финансиски средства, сепак може честно и посветено да се работи. Затоа што во овие 2 години не постои ниту едно обвинување, а не да зборам за кривична пријава или било каква обвинение против било кој градоначалник од страна на ВМРО-ДПМН дека постапил во некој случај коруптивно, дека земал некакви си средства, дека не срушил некаде каде што било пријавено, а требало да се сруши. Значи, постои еден систем на новата генерација која што е во ВМРО-ДПМН. Ова се млади луѓе од 30 до 40-50 години кои што се сега градоначалници, кои што покажа дека може и поинаку да се раководи држава. Сакам уште еднашка на крај, ма ќе го оставам тоа за крај, по-специфично и по-конкретно да ни кажете што точно ќе значи борбата со корупцијата, доколку ВМРО-ДПМН е дојде на власт, бидејќи тоа е најболната точка, би рекла, на општеството како целина, ама индивидуално на секој едно семејство, на секој еден граѓанин. Би го искористила времево и да ве потпрашам, бидејќи она што набрзо ќе дојде е конвенцијата на која што ќе се бира председателскиот кандидат практично на ВМРО-ДПМН. Дали веќе ви е стеснет кругот на личности кои ги мерите, популарно речено, во јавноста преку анкетите? Дали веќе се сведа на некоја бројка, можеби од тројца луѓе? Тројца не е, но бројката е тука околу 5 мина. Јас ова го искоментирав во една друга емисија и реков дека ВМРО-ДПМН е на некои сладки маки во анализите кои што ги прави, затоа што верувајте ми 5 мина, најдобрите 5 мина кои што поминуваат на анкети, од кои што 2-3 се универзитетски професори, експерти од практиката, дел се многу активни членови на ВМРО-ДПМН, дел се наши поддржувачи, сите 5 мина ги победуваат сите потенцијални кандидати на СДСМ. Значи во било каква анкета да ги завртите, а правиме и теренски и овие кати онлайн анкети, и на двете анкети овие луѓе доминираат во споредба со кандидатите на СДСМ и тоа е очекувано, но јас би сакал демократски да оставиме конвенцијата да се случи, најпрво да се распише повикот, да видиме кои од потенцијалните кои што ние сметаме дека би биле добри кандидати, но и можеби некои други кои што ќе се појават, ќе соберат соодветни документи, ќе ги исполнат критериумите, ќе се кандидираат на таа конвенција која што ќе се одржи на почетокот на март во Скопје и тие ќе добијат поддршката на повеќе од 600 делегати кои што ќе гласаат на таа конвенција. Убеден сум дека конвенцијата ќе направи одличен избор, затоа што навистина изборот ќе биде многу добар од тие информации кои што ги имам и се надам дека токму тие кандидати тој кандидат ќе биде победничкиот кандидат на изборите и сигурен сум дека тоа ќе биде со убедлива победа. Уште една тема која што деновиве изминатиот период ја вознемири сериозно јавноста и се уште, за жал, можеби поактуелна во регионот, например во Србија, се уште се прават сериозни дебати на темата за грозоморните 2 убиства, особено најтравматичното на малата Вања Ѓорчевска. Како и да, ВМРО-ДПМН се обиде во неколку наврати преку пресконференции, преку јавни настапи, ваши на лидерот воопшто на функционери на партијата, да извади одредени
поинти или недостатоци со одредени документи или докази со кои располагате во однос на начинот на кој што течеше пред истрагата, сега истрагата или како и да сакаме да ја наречеме. Денеска министерот Спасовски рече дека сето тоа се шпекулации. Конкретно деновиве пратеникот Ковачки извади одредени датуми кои се спорни во однос на тоа што го зборува Спасовски на неговите изјави пресконференции и во однос на тоа што стои како датум на таа телеграма за известување од Велешкото СВР до Скопското, како и да е, што е вистината, со какви уште докази располага ВМРО-ДПМН? Ќе се сложам прво дека трагично го загуби животот едно младо девојче за кој што за ништо во животот не сгрешило и за ништо не било виновно. И мислам дека Вања и пензионерот од Велес ги изневери системот. Особено безбедносниот систем. Затоа што никој не може да ме убеди дека во време кога Скопје беше обседнато или запоседнато од полиција, каде што имаше полиција на секој чекор, каде што се гледаа внимателно сите камерите, заради преокупираност со некои други работи, не беа во можност менаџерството на МВР, тука не ги обвинувам работниците, полицајците, менаџерството на МВР, раководителите, да забележат дека возило кое што е на исчезнат човек неколку дена претходно се движи кон Скопје, затоа што сите камери има и на влезовите во Скопје, се движи кон Скопје, околу Скопје, но и во градот. Ако се успеело да се превенира тој аспект, моje мислење е, сум ги анализирал овие работи, магистрирав конфликт менеджмент, малку повеќе имам навлезено во овие прашања на безбедност на конфликти. Мислам дека можело да се превенира ова грозоморно убиство. И второ, многу недостатоци има во првичните изјави, во пресконференциите, затоа што се сакаше да се постигне спектакуларност во објавувањето на информациите, да се обвини десницата во Македонија, да се обвини тие нарекуваат антиевропската струја во Македонија, дека на некој начин го поддржала овој лик. Треба да потсетам кој е овој монструм, претседател на општинската организација на град Скопје на СДСМ поранешен, човек кој седеше во истото столче во кој што седеше вчера градоначалничката Арсовска на еден медиум, редовен гостин, дури кодомаќин на тие информативни изданија, на тие така наречени подкасти, човек кој што беше финансиран имплант во десницата, тоа беше вештачки ставен имплант во десницата, каде што има и други импланти, кои што гледам дека сега после ова грозоморно убиство се почнуваат да се појавуваат, спонзорирани објави на Facebook, спонзорирани објави на TikTok, некои лажни средби кои што прават, сите спонзорирани од власта. Ќе бидам вака малку поширок, иако знам и организации, институции кои што ова го спонзорирале, но ќе оставам времето да покажа, затоа што навистина не би било добро да се шпекулира без да се имаат сите информации во раце. Сигурен сум дека и техничката влада, а потоа и владата на ВМРО-ДПМН ќе фрли дополнително светло на овие информации и ќе успееме да расветлиме детали, затоа што овие два недолжни граѓани кои што го загубија својот живот го заслужуваат тоа и исто така го заслужуваат и другите граѓани кои што во моментов не се чувствуваат баш безбедни, особено оние кои имаат малечки деца кои што одат во основно училиште. Апсолутно е така. За жал, ќе морам да се сложам, се надевам дека брзо ќе излезе целата вистина на виделина. Имаме уште минута и 50 и нешто секунди. Би сакала најкусо, ајде за уште две работи. Едната е пораката во однос на корупцијата, бидејќи на граѓаните им го должиме да им ја вратиме до вербата. Еве ние како медиум пред се, вие како претенденти да ја преземете власта. Но прво, деновиве е актуелно дека за 1000 евра се добива или се купува бугарски пасош во македонскиот дел на Албанија, еве би рекла во овој делот каде што живее македонското малцинство. Што ќе направише ВМРО-ДПМН да беше сега на власт? Времето кога ВМРО-ДПМН беше на власт не се купува пасоши од 1000 евра во Албанија, особено од наши македонци, затоа што ВМРО-ДПМН како влада беше присутно со македонците. Имаше курсеви за македонски јазик, имаше стипендии за студирање на македонски универзитети, се овозможуваше економска соработка со тој регион. Ова во следната програма, затоа што веќе го имам гледано, ќе значи една од најсериозните поддршки на македонците било каде да живеат. Ние сакаме да направиме повторно враќање на мозоците во Македонија и враќање на сите оние кои што можат да придонесат кон развој на македонската држава, независно каде живеат. Со директна поддршка, со директна помош, со отворање на македонските образовни институции, на македонските бизниси за овие луѓе кои што живеат и во пограничните региони, но живеат и подалеку во диаспората, ние планираме да си вратиме дел од таа диаспора во Македонија, за може да ни помогне да го вратиме системот во функција.
Тоа е што се однесува на нашата диаспора и ќе оставите во програмата имаме цело едно поглавје кое стрикно ќе се однесува на диаспора, каде што многу прецизно ќе ги наведеме активностите и мерките кои што сакаме да ги преземеме Да, во им ја должиме оваа порака, односно им ја должите на диаспората, бидејќи се чувствуваат запоставено последниве години особено. ВМРО ДПМН никогаш не заборавила на диаспората. Тоа ни останато како аманет и од претходните генерации. За крај ве молам, зошто да веруваме дека е можна Македонија без корупција? Видете, корупцијата во теорија се вели дека е нешто како паразит кој што го нагризува системот. Во Македонија толку долго време имаме и ниска и висока корупција, но особено во овој период таа ниска корупција, што системот не постои воопшто. Толку е нагризан, толку е разјаден, што воопшто системот не функционира. Ако порано имало случаи, инцидентни случаи на висока корупција, па некој директор, некој менаџер, раководител на институција бил фатен во корупција, сега тоа станува збор за оди до најниските ешалони на власта, до најниските инспектори на најниско ниво на централната власт. Зошто? Затоа што ги гледаат своите претпоставени. Ако може директорот, главниот на инспекторат да има непријавен имот, станови кои што ги купил во градби, а директор на инспекторат за градежништво, во исто време имате градба на пластичарска од огромно здание и никој не ја руши, нормално и дека инспекторот во тој градежни инспекторат ќе се чувствува повикан дека и тој може да се впушти во некаква корупција. И овој процес на корумпираност постои од највисоко до најниско ниво и комплетно го има разјадено системот. Кој е решението? Прво, нема едно решение. Треба да има сет на мерки. Што значи тоа? Треба да видиме кој е виновен, со име и презиме, за било какво кршење на правилата на игра. Тој што е виновен веднаш да одговара. Второ, потребно е сериозен надзор на работата на сите инспекторски институции, сите надзорни улоги кои што ги имаат. Тоа е управата за јавни приходи и сите инспекторати. Трето, да видиме што се случува во Републичкиот судски совет. Не може да имате членови на Републички судски совет кои што доаѓаат од правна комисија на ССМ. И ССМ да пере раце, го гледам Оливер Спасовски и Пендаровски, ние немаме ништо со тоа, судскиот совет е виновен. А членовите на судски совет доаѓаат од комисијата на ССМ за правни работи. Ако доаѓа човек и го гласа собрание, ќе дое со мандат. И после 6 месеци ќе опрашаме до кај стигнати со реализација на мандатов на индикаториве, колку пресуди провери, колку суди разреши, колку суди провери па кажа дека се многу квалитетни и имаат интегритет. Да го видиме судскиот совет. Да го видиме советот на јавни обвинители, да видиме кого бираме за републички јавен обвинител. Не може републичкиот јавен обвинител да е во директна спрега со ССМ и да сега е нивни главна поп звезда да биде член на Уставен суд. Така што мерките се многу широки, но многу брзо може да се покажат резултати. Затоа што законите се добри, не ви требаат постапки на промена на законите, туку ви треба сериозна, искрена и честна борба со корупцијата. И вториот позначаен дел, ќе завршам со ова, е дигитализација на општеството. Додека не ги дигитализираме сите услуги, да граѓаните без одење на шалтер може да си поднесат барање за извод, тоа веднаш да го добијат електронски, или па тој извод воопшто да не им биде баран од другите институции, да може да учествуваат во било какви повици без тој извод, затоа што институциите сами ќе го имаат. Ако граѓаните може да извадат возачка дозвола онлайн, не треба да чекаат редови на студ по 4-5 часа за извадат возачка дозвола, да може да аплицираат за пасош онлайн, да може институциите директно да бидат поврзани. Тоа е најлесниот начин да се справите со корупција. Докажан пример во држави кои што потекнале од полошо окружување, зборувам и за Естонија, и за Романија, зборувам и за држави од подалечниот исток кои што се биле во многу полоша ситуација до крајот на 90-тите, па успеале за брзо време да се справат со овие процеси. Ако има искрена и посветена честна работа, макотрпна работа, нема да биде лесно, мислам дека овие работи можеме да ги спорачаме. Да, ова на крајот, особено паралелата со Естонија, апсолутно значи дека е можно да го изведеме тоа, но ни должите уште едно гостување каде што детално би ги разглобиле сите овие предизвици на патот по промената евентуална на власта, без разлика кој да дојде, какви предизвици се можни и како да се дојде до Македонија без корупција. Стефан Андоновски, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам многу, да им ги честитам празниците на нашите гледачи и со задоволство ќе учествувам. Честитки и за вас, за вашето семејство, почитување, ви благодарам на вниманието. Пробивме малку, но се надевам вредеше да останете тука. Добра ноќ од мене.